Од владата не одговараат зошто и како Фатмир Битики по предлог токму на владата во која и самиот потпредседател стана дел од тело на Светската банка, каде потенцијално може да заработи цели $500 за само еден час работа. Вице-премиерот за економски прашања е дел од тело каде членови треба да бидат истакнати правници, адвокати или бизнисмени, а не и политичари, а Битики покрај вице-премиер е и партиски потпредседател во СДСМ. До Линденска поставивме две конкретни прашања, но одговор се уште нема. Зошто и по кој основ вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики е приложен од владата да биде дел од ова тело? Дали владата планира да побара од вице-премиерот за економски прашања да се повлече од ова тело, бидејќи во истото не треба да има личности поврзани со политика? Во ова арбитражно тело има представници од сите држави со кои соработува Светската банка и кои се ангажираат по потреба ако настане одреден спор. Според она што е пропишано, членови на ова тело треба да бидат истакнати правници, адвокати или бизнисмени, но не и политичари. Одговори чекаме од Светската банка дали Битики досега одлучувал во некој спор и по кои критериуми е дел од ова тело. Инаку хонорарот кој би го добил ако биде избран да одлучува за некој спор е и повеќе од солен. За секој час работа на сметката ќе му легнат $500, додека пак $250 по час му следуваат и за времето додека е во авион и патува кон централата на Светската банка. Ако случајно и во авион има некаква активност поврзана со ова тело, наместо 250 ќе добие по $500 за само еден час.